Замислете, на судскиот совет и на обвинителството им смета што новата власт ги засука ракавите и конечно некој во државава се фати за работа да ги среди состојбите во правосудството. И наместо да се ја подвиткаат опашката и сами да се повлечат за да зачуваат барем малку од својот професионален углед, тие бере како куршум да ни ги бие. Не само што немаат намера да се повлечат, туку и претаат, клоцаат и викаат ова било мешање на извршната власт во судската власт. Тоа се вика тропање од шуплјо во празно. Ако треба за сламка ќе се фатат, ама не се даваат. И мислам дека ова со иницијативите за разрешување на членовите на судскиот совет и барањето за смена на јавниот обвинител се само последната опција на која мораше да се сврти власта предводена од премиерот Мицковски. Ако памтите, дури за време на кампањата, тој ВМРО ДПМН е ветија дека нешто мора да се превземе и дека една од опциите е рестартирање на системот. Уште во првите месеци од преземањето на власта, Мицковски најави дека ќе бара целосно распуштање на судскиот совет, потек кој уште тогаш ги крена сите на нозе. Памтите дека и странските амбасадори беа изненадени и велеа дека чекорот е премногу радикален, дека требало да се бара друга опција. И премиерот не повлече веднаш потек. Ги повика сите чинители во државата, па дури и меѓународната заедница да предложат друг начин, затоа што нешто мора да се преземе, ножот е дојден до коска. Од тогаш мислам дека поминаа 6-7 месеци и барем јас не слушнав било каков предлог од било кого, ниту од експертите, ниту од опозицијата, ниту од странство. И не само тоа, туку овие во судството си продолжија постаро. Незаконски си бираа и ставаа кандидати во Академијата за суди и обвинители, си бираа и поставуваа суди, си правеа рокади во обвинителството и слично. И резултатот од сето тоа го гледаме секој ден. Па дури ни сега еве и откако официјално се поднесени барањата и почната процедурата за разрешување, освен жалопојки и обвинување за мешање на извршната власт, дали некој од вас слушнал за некаков си алтернативен предлог за решавање на хаосот? Не. Затоа, како што реков, не по чело, туку директно со токмак по глава, затоа што телото на овој наш судски систем одамна е скршено. Нема друго решение, освен целосен ремонт.